Здраво, драги шкорпии! И добре дојдовте во вашиот месечен хороскоп за јуни. Пред вас е месец кој може да донесе повеќе промени отколку што очекувате. Но не се работи за промени кои ќе ве отурнат од вашиот пат. Напротив, ова се промени кои ќе ве приближат до личноста што станувате. Во последниот период можеби имаше работи што ве разочара. Луѓе кои не ги исполнија вашите очекувања, некои планови кои не се одвиваа како што сте замислувале. Моменти кога сте се прашувале дали вреди да продолжувате да вложувате толку многу енергија. Но јуни носи едно важно потсетување. Не секоја затворена врата е загуба. Понекогаш е заштита, понекогаш е насока, а понекогаш е почеток на нешто многу подобро. Главна порака за вас во текот на јуни е ослободи го она што повеќе не ти служи. Шкорпиите имаат неверојатна сила, но понекогаш премногу долго се држат за нешто што одамна требало да биде пуштено. Се држат за стара болка, за некој разочарување, за неисполнето очекување, за личност која веќе не е дел од вашиот живот. И овој месец ве повикува да ја ослободите таа тежина. Не затоа што не била важна, туку затоа што повеќе не ви е потребна. Колку повеќе простор ослободувате во своето срце, толку повеќе нови можности ќе можат да влезат во вашиот живот. А на љубовен план, јуни носи длабоки емоции. Како и секогаш, за вас љубовта никогаш не е површна. Или чувствувате нешто вистински, или воопшто не чувствувате. Ако сте во врска, можно е да се појават разговори кои ќе донесат поголема искреност и јасност. И некои шкорпии ќе сватат колку е важно да престанат да претпоставуваат што чувствува партнерот и само едноставно да го прашаат. Отворената комуникација ќе направи чуда овој месец. А слободните шкорпии може да почувствуваат силна привлечност кон некоја личност. Но овој пат ќе биде важно да не дозволите минатите разочарувања да влијаат врз новите можности. И не секој човек што доаѓа во вашиот живот ќе ве повреди. Не секој ќе си замине. Дајте си шанса повторно да верувате. А на професионален план, ова може да биде многу интересен месец. Некои шкорпии ќе добијат можност која на почетокот ќе изгледа како мал чекор, но подоцна може да се покаже како многу важна. Други ќе сватат дека е време да престанат да се задоволуваат со помалку отколку што заслужуваат. Ќе почувствувате поголема амбиција, поголема мотивација и поголема желба за напредок. И тоа е добро. Но не заборавајте дека успехот е маратон, а не спринт. Финансиски, ситуацијата постепено може да се подобрува. Можно е да се појави дополнителен приход или нова можност за заработка. Но најголемата добивка овој месец нема да биде во парите. Ќе биде во чувството дека повторно ја превзимате контролата врз својата иднина. И ова е месец за вашата внатрешна трансформација. Многу шкорпии ќе почнат да се гледаат себе си со поинакви очи. Ќе престанете да се дефинирате според старите грешки, според старите неуспеси или според старите разочарувања. Ќе почнете да се гледате колку сте пораснале, колку сте научиле, колку сте станале посилни. И тоа сознание ќе ви даде нова самодоверба. И тоа не е онаа гласна самодоверба, туку тивката самодоверба. Онаа што доаѓа кога знаете кој сте, без потреба тоа да го докажувате на некого. И во текот на овој месец ќе сватите кои луѓе на вистина се тука за вас. Некои односи ќе станат посилни, некои можеби ќе се оддалечат. И тоа е природен тек и дел од животот. Не секој е наменет да патува со нас за секогаш. Но луѓето кои остануваат до вас ќе ви покажат колку значат.
Ценете ги тие врски. Ценете ги тие врски. Тие се вистинското богатство. Вашите најголеми можности во јуни доаѓаат преку лична трансформација, нови професионални контакти, учење нови вештини, финансиски планови, некои искрени разговори и ослободување од минатото. Колку повеќе се ослободувате од старите товари, толку повеќе простор создавате за нови благослови. А на што треба да внимавате овој месец? Најголемиот предизвик може да биде желбата да контролирате се. Некои работи едноставно треба да ги пуштите да се развиваат природно. Не барајте одговори за секое прашање веднаш. Не барајте сигурност за секој чекор. Верувајте му малку повеќе на процесот. Исто така избегнувајте да носите стари лутини во нови ситуации. Минатото треба да биде лекција. Мокна порака за шкорпијата во јуни. Драги шкорпии, може би не го забележувате тоа секој ден, но сте поминале низ многу повеќе отколку што повеќето луѓе знаат. Сте паднале, сте се разочарале, сте изгубиле, но секогаш сте нашле начин повторно да станете. Тоа е вашата вистинска сила. Не е во тоа што никогаш не се кршите. Туку во тоа што секогаш повторно се составувате. Овој месец ве повикува да престанете да живеете во сенката на минатото. Најдобрите денови не се зад вас. Тие се пред вас. Верувајте во новите почетоци, верувајте во својата сила. Верувајте дека заслужувате повеќе од тоа што досега сте си го дозволиле да добиете. Јуни може да биде месецот кога конечно ќе затворите едно старо поглавје и ќе започнете ново. Многу посреќно, многу посилно, многу повозбудливо. Драги шкорпии, ви посакувам моќен, успешен и трансформативен јуни. Ако ви се допадна овој хороскоп, напишете во коментар, подготвена или подготвен сум за нов почеток. И секако претплатете се на каналот за повеќе видеа. Ви благодарам.